Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Охрид викендов ќе биде во знакот на спортот и рекреацијата. Од 5 до 7 јуни ќе се одржи јубилејното 10-то издание на спортската манифестација Охрид трчат, која годинава ќе собере повеќе од 1400 учесници од 31 држава. Организаторите велат дека настанот одамна ја надминал рамката на спортска трка и прераснал во препознатлив бренд што создава нови пријателства, промовира здрави навики и го афирмира Охрид на меѓународната спортска мапа. Ние прославуваме јубилеј не само поврзан со трчањето, прославуваме јубилеј на 10 години создавање на приказни, на 10 години создавање на пријателства, посебно како во Македонија, нели, посебно надворот Македонија и особено ние било кој што од година во година тие пријателства се зголемуваат. Ние прославуваме 10 години едукација, 10 години подигнување на свеста, 10 години соработка со волонтерите кои што се многу важен дел од сето она што ние сакаме да го постигнеме. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитки до организаторите за јубилејот, оценувајќи дека Охрид трчат е една од најуспешните спортски приказни во земјава. Гордост за градот, оваа манифестација представува, меѓутоа и гордост би рекол и за Македонија. Начинот на кој што овај настан низ годините се организира, Иван спомна за создавањето на пријателство, меѓутоа и учењето на нови работи, значеше и пробивање на самата институција, не само регионално и туку пошироко за сите оние манифестации кои што се занимаваат со истата тема, односно со трчањето и маратонското трчање. Тоа секако дека за оваа институција отвораше и нови врати за кои се надевам дека тековно низ годините ќе ги видиме и какви во суштина бенефити и манифестации ќе ни донесат во наредните години. Ние како локална самоуправа цврсто стоиме позади вакви успешни приказни кои што го промовираат градот, но приказни за кои што зборуваат доволно и за Македонија. Охрид трчат не е само трката или трките кои што, како што спомна, содржуваат традиционална 5 км, 21 км и штафетниот полумаратон, туку представуваат 3 дена буквално уживање на сите учесници. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај и полициската станица од општа надлежност при СВР Охрид и оваа година ќе ги ангажира своите ресурси со цел трасата каде ќе се одржуваат трките да биде максимално обезбедена согласно сообраќајниот проект изготвен за настанот. Имаме предвидено некаде околу 32 позиции кај што ќе има потреба од полициски службеници и оваа година ќе направиме напори кај што беше донесен заклучок дека имаме некои одредени проблеми, ќе ги мапираме тие точки и ќе бидат појачани со полициски службеници како не би дошло до проблем. Ќе биде ангажирано целокупното моторно одделение од полициската станица безбедност на патниот сообраќај, како пред учесниците, така и позади нив ќе бидат за цело време обезбедени на двете трки по должина на целата траса. Јас можам да апелирам само да се почитуваат сообраќајните правила и прописи со поставените знаци на трасата и да се следат упатствата на полициските службеници. Традиционално на градоначалникот на Охрид му беше доделен учесничкиот број 1, со што и символично беше означен почетокот на јубилејното 10-то издание на Охрид трчат. Поради одржувањето на спортската манифестација Охрид трчат, во недела во Охрид на сила ќе биде привремен сообраќајен режим. Во периодот од 7:45 до 11 часот и 15 минути ќе биде целосно затворен сообраќајот на повеќе градски улици, меѓу кои Кеј Македонија, Македонски просветители, Партизанска, Јане Сандански, Димитар Влахов, Булевар Туристичка, Абас Емин, Кирил и Методи и Линденска, Коста Абраш, Патека Студенчишта и Свети Наум Охридски. Организаторите ги повикуваат граѓаните навремено да ги паркираат своите возила на соодветни локации, да ги почитуваат насоките на редарите, волонтерите, судиите, сообраќајната полиција и поставената сигнализација.
Како алтернативни паркинг простори се посочени паркингот кај Горнапорта, просторот за Центарот за култура Григор Перличев и паркингот кај поранешниот спортски полигон. Од организацијата предупредуваат дека возилата кои нема да бидат паркирани согласно препораките и сообраќајниот режим ќе бидат дислоцирани во координација со сообраќајната полиција и пајак службата на јавното претпријатие Билјанини извори. Станува збор за едно утро, односно за најмногу 3 до 4 часа. Ве молиме за трпение и разбирање со цел успешна реализација на настанот, порачуваат организаторите на Охрид трчат. Регионалната соработка е клучен предуслов за европските интеграции, економски развој и побрз напредок на државите од Западен Балкан. Ова е една од главните пораки на 23-та конференција на парламентарни комисии за европска интеграција, која денес се одржува во Струга. Представници од парламентите на земјите од Југоисточна Европа дискутираа за воспоставување на заеднички регионален пазар. Посебен фокус беше ставен на германско-францускиот предлог за така наречената скалеста или фазна интеграција на земјите од регионот во Европската Унија. Како регион, доколку имаме добра координација и напредок, тоа ќе ни олесни и за комуникацијата со Европската Унија, особено после овие најнови предлози кои што се дадени од Франција и Германија за, би рекол, скалеста интеграција во различни проекти и сектори. И тука особено би обрнал внимание на заедничкиот регионален и европски пазар како една голема цел која што доколку успееме да бидеме интегрирани во тој единствен европски пазар, би било голем поттик за економските потенцијали на сите земји во регионот. Пораката на Европската Унија е дека процесот за пристапување на Западен Балкан кон ЕУ треба да се унапреди. Сите знаеме дека заложбите направени во 2022 година треба да се спроведат, а постои силна определба Северна Македонија да го започне пристапниот процес. Нема сомнеш дека земјата припаѓа на европското семејство. Работиме активно за да се исполнат неопходните услови и да се оди напред. Што се тиче самог предлога Немачка и Француске, Што се однесува до предлогот на Германија и Франција, сметам дека секоја земја која спроведува реформи мора сама да го одреди најдобриот пат кон Европската Унија. Интеграцијата во заедничкиот пазар е корисна и представува сила, но тоа не е крајната цел. Крајната цел е полноправно членство и целосна интеграција во Европската Унија и на тој пат Хрватска ќе продолжи да дава силна поддршка. На конференцијата беше усвоена заедничка декларација со заклучоци и препораки за регионално партнерство и заеднички реформи за европска интеграција. Меѓународниот аеродром во Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид се меѓу најбрзо растечките аеродроми во Европа, покажува најновата анализа на воздушниот сообраќај на Меѓународниот совет на аеродроми Европа АЦИ Юроп за април 2026 година. Македонија бележи раст на патничкиот сообраќај од над 30%, што ја позиционира меѓу водечките авиациски пазари на континентот и на самиот врв меѓу земјите надвор од Европската Унија. Генералниот директор на ТАФ Македонија, Неџат Курт, истакна дека ваквите резултати се потврда за зголемената побарувачка за воздушен сообраќај, успешната соработка со авиокомпаниите и континуираните инвестиции во аеродромската инфраструктура. Од АЦИ Юроп оценуваат дека европскиот воздушен сообраќај се соочува со предизвици поради геополитичките случувања, но нагласуваат дека побарувачката за патувања останува стабилна. Рекордниот раст на бројот на патници во првите месеци од годинава дополнително ја зацврстува позицијата на македонските аеродроми на европската воздухопловна мапа и ја потврдува растечката привлечност на земјата како туристичка и бизнис дестинација. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната температура достигна до 24 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево. Утринската температура од 11 степени, а максималната дневна до 25 степени.
Температурите во Македонија утре во интервал од 9 до максимални 33 степени. Следува период на променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има појава на локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Заради големата енергија во атмосферата ќе има услови за појава на краткотрајно невреме.